Научи како се подготвува и поднеси барање за слободен пристап до информации од јавен карактер. Фискална транспарентност.org.mk ви помага за полесно да го остварите вашето право за пристап до информации со кои располагаат јавните институции. Поднеси барање. Чекор 1. Со притискање на полето имател на информацијата, одберете ја институцијата од која сакате да добиете информација. Чекор 2. Во полето опис на информацијата што се бара, внесете го конкретното прашање. Ве молиме, избегнувајте да поставувате прашања на кои можете да добиете одговор само со да или не. Избегнувајте прашања како дали треба да поседувам земјоделско земјиште за да остварам право на субвенции за одгледување на живина. Чекор 3. Во делот форма во која се бара информацијата, со притискање изберете го начинот на кој сакате да ја добиете информацијата. Например, увид во документација, препис, фотокопија, електронски запис или друг начин. Чекор 4. Во делот начин на доставување на информацијата, со притискање изберете го начинот на кој сакате да ја добиете информацијата. Например, по пошта, телефонски, по факс, електронска пошта или друг начин. Чекор 5. Во полето барател на информацијата, внесете ги следните податоци. Назив на правно лице или име и презиме на физичко лице. Адреса каде што сакате да ви пристигнат одговорите. Телефон за контакт, факс и електронска пошта. Чекор 6. Полето застапник, односно полномошник на барателот на информацијата, не се однесува на физичко лице. Ова поле се пополнува доколку барателот на информацијата е правно лице. Доколку барателот е правно лице, тогаш во ова поле се наведуваат следните информации. Име и презиме на лицето ополномоштено да бара информации од јавен карактер во името на правното лице, барател на информацијата. Адреса, телефон за контакт, факс и електронска пошта. Чекор 7. Стиснете печати. Испечатете го барањето во два примерока. Чекор 8. Откако ќе го испечатите барањето, рачно пополнете ги празните полиња, најправин името на градот, односно селото каде живеете, а потоа и датумот кога сте го поднеле барањето. Чекор 9. Потпишете го барањето со краток потпис. Доколку сте правно лице, освен потписот на застапникот на барателот на информацијата, потребно е барањето да се завери и со овластен печат на правното лице. Вака пополнетото барање во два примерока поднесете го во архивата на институцијата од која барате информација. Едниот примерок останува кај институцијата, а другиот со архивски печат е за вас. Примерокот што останува за вас е основа за поднесување на жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, доколку во рок од 30 дена од датумот на поднесување на барањето не добиете никаков повратен одговор од институцијата. За полесно да пополните и поднесете барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, ви препорачуваме да ја користите нашата електронска форма преку следниот линк.